На 3 локации оваа година ќе се фрла Светиот крст за празникот Богојавление Водици во општина Карбинци. За прв пат годинава наместо во приватен базен како претходните години, крстот ќе се потопи во реката во село Таринци, како и во село Карбинци и село Долни Балван. Подготовките веќе се завршуваат, а пријавувањето е во тек. Традиционално и оваа година на 3 локации во Карбинци ќе се фрла на Светиот крст по повод овој празник. Да подсетам дека во Карбинци на река Брегалница и Долни Балван исто на река Брегалница кај потегот на мостот и во Таринци оваа година во реката Таринска река која што е за прв пат на оваа локација ќе се одржи и оваа манифестација. Така да е убав празник по повод за сите оние верници кои што сакаат да бидат дел од овој чин да ги посетат овие места. Она што јас го имам како информации, веќе се имаат пријавено учесници и на 3 локации каде што ќе се одржи чествувањето на празникот, така што мислам дека ќе има солиден број на учесници. Пријавувањето е во тек и во останатите населени места, каде во понеделник верниците ќе скокаат по Светиот крст. Во Штип традиционално крстот ќе се потопи во водите на река Брегалница во Новосело и во населбата 8 ноември. До сега се пријавени над 40 верници. Сите оние кои сакаат да скокаат по Светиот крст треба да бидат здрави крстени. Условите се како и порано, треба да бидат крстени, да бидат поголеми од 16 години и телесно здрави. Оние што се малолетни ќе мора да дојдат во присуство на родител или старател, со тоа што кога ќе се запишуваат и пријавуваат, ние ќе им дадеме термин кога ќе треба да отидат на преглед. Препорачувам на сите оние што ќе се пријават и што нема да го поминат прегледот здравствен, да не ризикуваат за своето здравје, да не влегуваат во водите на реката Брегалница. Со тоа што и докторите нам ќе ни дадат список кои луѓе, кои кандидати се здравствено неподготвени за овој чин. Потребно е верниците кои ќе скокаат по Светиот крст да не конзумираат претходно алкохол и да бидат телесно подготвени.